Јас сум Војан Цветановски, се занимавам со пантомима, театарска режија, улична уметност и уште многу други работи што се уметноста ги подразбира како своји гранки. Потекнувам од среднокласно семејство, кое што никој не се занимавал претходно со уметност. Јас некако заволтав во тие води и на 18 години, кога заминав во Софија на студии, се запишав на пантомима прво, а подоцна запишав и мастер студии по театарска режија. Кога дојдов на тој приемен испит во Софија, кога ме гледаа на приемен испит во Софија, тие мене ми рекоа: "Па ти си одличен за пантомима, ти со грб застанат на сцена, се ти се разбира." И јас тогаш како пантомима, што е тоа? Ја не знаев што е тоа. И тоа мене ми отвори на други врати. Мојата приказна поврзана со Македонија и работа во неа на уличен театар е некако сметам дека луѓето на сето тоа гледаат со едни поинакви очи. Успеав да влезам на еден од баскет фестивалите, меѓу кои еден во Скопје, и да презентирам мојата уметност со која што појдовме во Хрватска на еден од фестивалите во Шибеник. И таму не сретнаа луѓе кои што знаеа за многу повеќе фестивали од овој на кој што ние појдовме во Шибеник. Тоа беше фестивалот во Загреб. Цест is the best, се вика, цеста е како улица, нели, е најдобра. И ние од 2010 година, па се до ден денеска, секоја година одиме на тој фестивал. Мене тој фестивал ми отвори многу врати. Врати во смисол на работа во Европа. Работа во Европа значи да се работи на фестивалите како што е Пластер спектакл во Линц. Тоа е најголемиот фестивал за улична уметност на светско ниво. Јас на тој фестивал сум бил 2 пати и оваа година сме селектирани 3 пат. Она што го работиме, сметам дека го доведовме до еден степен на многу точен израз, а тоа е минимализам во уличната уметност. Пантомимата која што ја игравме како пантомима, како голема приказна, ја сведовме на статуи кои што од една позиција во еден акт ќе се обратат многу минималистички, а сепак многу силно. Сметам дека ние сме тие кои што треба да им кажеме како треба да гледаат на уличниот театар. И се додека нема уличен театар, се додека ние бегаме од таа тема дека нема уличен театар и ке нема. Јас на неколку пати сум се обидувал да излезам на улица и сум трпел секакви навреди, доаѓале луѓе, да се што правеле околу, но тоа не е така, за мене не е толку страшен проблем. Не викам дека во Скопје и во други градови не реагираат, но има една поинаква дистанца во Скопје. Има мој театар од вториот кат во Скопје, кој што функционираше во универзална сала. И ние излеговме на улица да играме од причина што јас реков: "Океј, ајде да видиме колку вредиме." Па да видиш колку вредиш, ти на улица проаѓаат сите. На театар доаѓаат отмени луѓе, седнува најпристојно да гледа представа. Може да не му се гледа таа представа, ама ти дојде да изгледа. Унавон се заради сопруга, жена, швалерка, пријателка, пријател и така натаму. Овде гледаат сите. И тука нема компромис. Ти излегуваш и обврска ти е да ги привлечеш да дојдат и гледаат. А што ќе им кажеш ти преку таа представа? Така тоа на нив ќе влијае. Некои од нив може ќе реагираат позитивно, некои негативно. И затоа велам дека остануваш присебен. Ние мора да бидеме критични кон начинот на кој што живееме. Колку и да живееме добро, секогаш ќе има нешто преку кое што уметникот, не мора да е тоа уличен уметник, тоа е музичар, филмаџија, театарџија, карикатурист. Тој треба да биде критички настроен кон општеството. Тоа е одразот, огледалото. Уметниците кажуваат како, тој е еден репрезентатив. И тоа е добро, и тоа е здраво. Оној сиромашниот во Виена и оној сиромашниот во Скопје истиот проблем има. Денес треба да јадат. Ние како уметници не им кажуваме како да јадат, туку им кажуваме како да си помогнат сами на себе. И не само нив, и на мал милион други луѓе. Значи, ако овој е гладен, а он има пари,
ќе го подзамислам дека треба да му помогне. Чаплин постоел во мојот живот, многу претходно. Значи, за мене Чаплин е, како да ти кажам, тој за мене беше се што ја можев да замислам дека треба да го прави еден човек. Ја не знаев дека тој прави пантомима. Јас се основав на неговите етиди, на неговите сценарија, на неговите минималистички решенија. Вие денес како ги гледате моите пантомими, на улица ќе видите колку многу Чаплин го има натрева нив. Затоа што тој сведува на минимализам, тој прави филм од 40 минути, во кој што 6 пати те крева и те спушта до земја. И за мене тоа е икона, нешто по кој што секогаш ќе се ориентирам. Чаплин, Чехов, Оскар Уайлд. Тоа се они, Сами Молхо. Тоа се тие луѓе кои што мене многу ми влијаеле во животот како артист, како уметник. Мене се што ми е направено до сега и напишано, и изрежирано и поставено како уличен акт ми е директно обраќање кон она што јас сум видел дека е проблем во животот.